На 15 километри од Скопје се наоѓа општина Студеничани. Ние сме во центарот на оваа општина, поточно во селото Студеничани. Разговараме со една од матичните лекарки. Тоа е доктор Душанка Костадиновска-Темелковска, за да видиме како функционира оваа селска амбуланта. Овдека работат двајца лекари во оваа амбуланта, специјалисти по семејна медицина. Доктор Душанка, добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Ви благодарам за честа што ми ја пруживте да учествуваме во една ваква емисија. Предизвик и привилегија да се работи во една ваква средина. Привилегија би рекла заради тоа што ние сме за повеќето пациенти првата и можеби последната алка во овој здравствен систем во нашава земја. Имаме поголемо влијание, значи врз целата заедница кај што се наоѓаме, ради тоа што повеќето пациенти ги знаеме лично, долги години сме со нив, имаме пациенти кои што, да речеме, сме ги растеле од деца, значи убаво е кога ќе зирнете низ прозорец и ќе видите деца кои што ви поминале низ ваши раце, што сега со количка се шетаат нивни дечиња и се родители. Меѓутоа и предизвик е, тоа баш што кажавме, нели, што сме оставени во повеќето ситуации сами на себе, ради недостиг на ресурси за исследување, испитување, физичката далечина од достапни специјалисти, достапни установи за исследување, немоќта на пациентите да можат сами да отидат на испитување, сме ставени во ситуација да мораме сами да пресечеме. Покрај семејна медицина и ургентен центар се амбулантите, бидејќи треба да ги транспортибилни, да ги пратите до веќе во секундарното здравство, што значи дека патологијата може да биде најразлична во овој дел, бидејќи е и рурален дел, земјоделски дел. Значи имаме пациенти буквално од 0 до 100 години. Можам да кажам дека единствено нешто што немаме работено во нашава ординација, тоа е пораѓај. Значи, инаку друго, од раѓање бебињата си ги третираме кај нас, работоспособно население кое веќе е возрастно, значи до палијативна нега. Дали доктор на село е онаа замисла што ја имавте како студент по медицина? Значи, ова е нашиот свет, наш дом, баш дом. Значи, се чувствуваме безбедни, се чувствуваме сигурни, знаеме дека пациентите кои што влегуваат тука го добиваат тоа што го бараат и што го заслужуваат, и целта на секој доктор е да види задоволен и среќен пациент. Колку пациенти имате? Нашава ординација прикрепува пациенти за да може да функционираат перфектно 4 тима. Ова е село кај што претежно сите си живеат тука, ретко кои мигрираат на работа во странство, значи тие се претежно, да речеме, сезонски по 2-3 месеци, меѓутоа се многу мал број. Значи едно време до пред некоја година бевме и општина со најголем број раѓања. Така да порано и немало, значи помалци имало бебиња, и детска популација, ради тоа што беше на друг начин организиран здравствениот систем. Меѓутоа со семејнава медицина јас сум горда на тоа што имаме можност да работиме со бебиња, и благодарение, нели, на тоа што имаме најголем број на раѓања, населението ни е тука сконцентрирано, имаме огромен број на пациенти, се надевам среќни пациенти и задоволни. Имате ли јазична бариера или? До сега не сум се соочила со таков проблем. Работам долги години во Студеничани. Има некои од помладиве, значи повозрастново население, скоро сите знаат македонски, и ако не знае македонски, српско-хрватски, значи многу лесно е за разбирање. Помладите, најверојатно ради начинот на образование, помала комуникација, значи може да се најде некој што е потешко да се разбере, меѓутоа секогаш се прилагодуваме таму кај што сме. Јас разбирам албански, по потреба изборам, така да до сега не сум се соочила со проблем да не можеме да се разбереме. Проблем со фондот? Со фондот немаме некој посебен проблем. Немаме, не, до сега, барем од која функционира електронскиот начин, немаме проблем. Порано ни беше проблем, нели, одење, носење, враќање. Сега и веќе и пациентите се научија
што може да добијат, како може да добијат, каде може да добијат, така да нема толкава шетање по ординации како порано што беше. Пациентите се таму кај што си се сконцентрирани. Одјава, пријава имаме евентуално ако менува место на живење, така нешто. Или не знам, за некој за остварување на некое друго право. Вака нешто посебно немаме. Нашиве пациенти си се тука локални, така да. Јас ви благодарам за разговорот. Успешна работа, задоволни пациенти, многу пациенти да ги имате само како во евиденција, се повеќе здравје да имат и вам како лична сатисфакција да донесете повеќе лекари во матичното здравство. Ви благодарам уште еднаш на укажаната чест. Баш го кажавте тоа што е цел на секој доктор, повеќе пациенти во евиденција, помалку болни пациенти и задоволни пациенти. Тоа е најбитно од се, задоволни и згрижени пациенти.